Почитувани, пред самиот почеток на учебната година, јасно е дека Мицковски и Јаневска немаат концепт, ниту јасен план за развој и подобрување на образованието. Целосно го погазија ветувањето за зголемување на платите на наставниците. Секојдневно слушаме некакви изговори, а вистината е дека власта на ДПМНЕ не сака да ги зголеми платите за 12% во овој септември. Со СДСМ, наставниците секоја година, новата учебна година ја започнуваа со повисока плата. Во септември 2022 и 2023 година СДСМ ги покачи платите во образованието на 2 пати по 15%. Предходно, во септември 2021, покачувањето беше од 10%, а во септември 2019 и 2020 година по 5%. Кумулативно, СДСМ ги зголеми платите во образованието за над 55%. Дојде ДПМНЕ на власт, дојде септември и сега нема пари за наставниците. Нема квалитетно образование без инвестиција во образовниот кадар. Но не се само платите. ДПМНЕ не сака да ја намали, ниту непотребната административна работа која се бара од наставниците. ДПМНЕ нема слух за потребата од вклученост на наставниците и стручните служби од училиштата во процесите на донесување на реформи и образовни политики. Просветните работници не сакаат да бидат подценети, девалвирани и уценети, пренатрупани со технички активности, кои ги одвлекува од суштината на воспитно-образовниот процес. СДСМ е на страната на наставниците и бара од Јаневска и Мицковски веднаш да ги променат погрешните политики во образованието. Почитувани, утре, недела, на 1 септември, СДСМ преку Комисијата за образование и наука организира собир на наставници и просветни работници. Собирот ќе биде пред Министерството за образование и наука во Скопје со почеток во 11:30 часот. Под слоганот "Немате оправдувања, покачете ги платите", ќе побараме да се покажат платите во образованието за 12% и да им се исполнат барањата на наставниците. Овој собир пред почетокот на училишната година е еден аларм, едно предупредување. Тоа е собир на кој што ќе биде искажан револтот од погрешните политики во образованието од страната на владата на ДПМНЕ и Весна Јаневска. Ги покануваме сите просветни работници, без разлика на нивните политички убедувања, да ни се придружат. Заедно да го искажеме незадоволството и да го кренеме гласот, да извршиме притисок врз власта за да ги промени погрешните политики. Заедно мора да го вратиме достоинството и почита кон наставниците. Ви благодарам.